Денеска заедно со командирот на противпожарната станица во Куманово извршивме смотра на нашите пожарникари и воедно да ја видиме и опремата која што беше набавена од страна на општината со собствени средства, вкупно 33 униформи или комплети за гасење на пожар на отворен простор, со што ја доопремивме нашата противпожарна бригада која што имаме во Куманово. И секако посакувам, значи, истата да ја користат што помалку, да имаат што помал број на интервенција, воедно да ја искористам оваа прилика и да им посакам успех, здравје во понатамошното нивно функционирање. Оваа опрема чини некаде околу 1.300.000 денари, беше издвоена со одлука на Совет на општина Куманово. Ние ќе продолжиме да опремуваме нашата противпожарна единица во Куманово, бидејќи гледате дека имаме наследено стара опрема, а Куманово заслужува многу повеќе од тоа. Оваа година исто така успеаме да обезбедиме едно теренско возило за нашата противпожарна единица, а минатата година некаде набавивме зимски професионални униформи во износ од 30 милиони денари. Ќе го следиме тој тренд и нашата тенденција ќе биде да имаме сериозни, значи, противпожарни екипи, како што се и на запад и во услови во кои што тие работат, секогаш мора да бидат максимално заштитени, првенствено тие, а потоа и лицата кои што добиваат помош од нивна страна. Да не се повторувам, како што рече градоначалникот, извршена е смотра и промоција на нова заштитна опрема, наменета за гасење на пожари на отворен простор. Оваа опрема е добиена и набавена исклучиво од средства на општината. Се надевам ќе продолжиме, како што рече градоначалникот, со тенденција на до екипирање и до опремување на територијална противпожарна единица Куманово. Се со цел да бидеме што подобро подготвени да одговориме на сите предизвици во нашата општина. Задоволни ли сте со останатата опрема со која што располагате, дали е на задоволително ниво, возниот парк и слично? За возниот парк, знаете и сами дека е наследен по одминати години ние возниот парк, морам да кажам. Добивме минатата година ново теренско возило. Се надевам ќе продолжиме со тој тек на набавка на нова опрема, на нови возила. Но, како што рече градоначалникот, за сето тоа ќе ни треба помош и од државата. Сега за сега имаме функционални возила, опремени пожарникари. Се надевам дека ќе бидеме на ниво да одговориме на сите поставени задачи. Однос на минатото лето имали зголемен или намален број на интервенции? Во однос на минатата година има намален број на пожари благодарение на временските услови. И сега, да бидем искрени, пандемијата не одеше малку на рака, бидејќи луѓето беа повеќе дома, не излегуваа надвор. Имаме намалување во тој сегмент.